Добро вечер, добро дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Цветановски. Имам чест вечерва, мој гостин да биде Сергеј Попов, пратеник, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, председател на Унијата на млади сили на партијата. Добре дојде. Добро ве најдов. Сергеј, пред неколку дена, викендов што се вели, помина конгресот 18-ти чинам на ВМРО ДПМН. Меѓу другото се случија многу работи, но беше донесена една стратегија 2025 и доктрина. Што е суштината на овие документи? Па добро, видете, најпрвен ви благодарам за самата прилика да бидам овде. ВМРО ДПМН на своите конгреси, како во минатото, така и на овој, не избира само председател, туку носи многу важни документи, како за партијата, со тоа и за државата Република Македонија. И на овој конгрес беше донесен еден таков своевиден документ, односно стратегија каде ја гледаме државата во периодот кој што следи. Тој документ се базира практично на 6 свој столба, кои што се под број 1 државната безбедност и како истата ја замислуваме, економската конкурентност, односно економијата и како би имале подобар економски раст, понатаму правната држава се подразбира, понатаму демографијата, семејните политики, 5-тиот столб е евроинтеграцијата на државата и 6-тиот столб е образованието. Ова е многу важен документ како за партијата, би рекол и за државата, бидејќи ВМРО ДПМН во овој момент ја предводи владата на Република Македонија и затоа мислам беше многу важно што на овој конгрес кој го имаме во време кога ја имаме владата во Република Македонија да донесеме еден ваков нов програмски документ на партијата и со тоа на некој начин да ги прилагодиме или приспособиме нашите политики на новото време во кое живееме. Партијата својот конгрес го одржува на секој 4 години и се разбира дека приликите на секој 4 години во една држава не се исти, така да мислам дека во рамки на овие 6 столбови кои што ги споменав, мислам дека имаме навистина добро таргетирани политики во секој дел од овие столбови, пред се политики кои што се во ова време, кои што се на вистина на линија на времето и на потребите со кои што ние како граѓани на Република Македонија секојдневно живееме. Ги следите токовите, тоа се виде, да не речам и со изборот на американскиот председател, прв пат после долго време Македонија го фати возот и застана онаму каде што требаше. Сега зборуваме за едни, како што каже и самиот, едни турбулентни времења. Не само Украина, многу работи се случуваат во светот и прв стожер, првиот столб, нели, на целата приказка на стратегијата, не случајно е државната безбедност, така? Точно да, и кога зборуваме ние во ова наша стратегија за безбедноста, не зборуваме само за силна армија во однос на воена опрема, топови, тенкови и слично, туку многу повеќе зборуваме како да имаме функционални и силни институции кои би биле отпорни пред се на дигитални напади, на сајбер напади, на кибер напади, и така натаму, и затоа ние во ова наша стратегија многу зборуваме за национален модел за одбрана од овој тип на напади, формирање на национален центар за координиран одговор во делот на овие напади, создавање на институции кои што ќе имаат јасни протоколи во делот на тоа како да се постапува при иден можен ваков напад од дигитален карактер и пред се како да се бориме кога зборуваме за безбедност против дезинформациите. А би рекол дека во ерата во која што живееме сме можеби најплодни од било кога како свет за ширење на дезинформации. Мислам дека во делот на безбедноста дезинформациите играат и текако голема улога во нарушувањето на истата. Затоа исто така во оваа стратегија се предвидува дека Македонија до 2030 година треба да стане земја која што би имала некој национален центар или национален план или стратегија или како да ја наречам, за да ги препознаваме ова ширење на дезинформации и да имаме начин како против истото да се бориме.
И многу ме радува мене еве како млад човек и како председател на УМС што баш оваа тема за ширење на дезинформациите е разработена во оваа стратегија, бидејќи би рекол па дека моите врсници, односно младите луѓе во Република Македонија се најподложни на тие дезинформации, бидејќи ние младите се помалку, односно речиси воопшто не се информираме од конвенционални медиуми, односно се повеќе се информираме на социјалните мрежи, а на социјалните мрежи многу често има информации со непроверен извор, информација која што не знаеме од каде доаѓа, и токму затоа мислам дека младите ќе имаат најдобар, односно најголем бенефит од борбата против дезинформациите и целокупната сајбер безбедност на државата, бидејќи како што реков сме најподложни на тоа, доколку некој повозрасен граѓанин гледа само телевизија со национална концесија, каде што се знае кој ја дал таа изјава, се знае кој е тој човек, се знае која е неговата позадина и слично, се е тоа убаво транспарентно. И некој одговара за тоа. Да, и доколку е тоа лага, имаме кого да го повикаме за одговорност, а просечен млад човек отвара било која социјална мрежа која што најмногу сака тој да ја користи и се информира од таму, а таму информациите многу често ниту знаеме кој ги напишал, кој ги осмислил, кој ги одобрил. Едноставно информација без име и презиме позадина изе. Реизбор на досегашниот председател, трет мандат, следува после 4 победи, 2 на локални избори, 1 на парламентарни и 1 на председателските избори, што еве за тебе и за партијата представува реизборот на Христијан Мицкоски на местото председател. Мислам дека реизборот на председателот Мицкоски беше логичен след на настаните, со оглед на тоа што и самите вие го споменавте, претходните резултати, сите успеси кои што ги постигна партијата, имено кога председателот Мицкоски ја зема партијата, таа беше во исклучително лоша ситуација, внатрешно поделена, под силен политички прогон од претходната власт, партија многу задолжена и така натаму, пред се во тој момент изгубена на политичкиот простор, после многу тежок пораз на едни избори. Знаеме што се случуваше тие 15-16 години во нашата држава, така да мислам дека денеска ВМРО-ДПМН е политичка партија од која што зависи се на македонската политичка сцена. ВМРО-ДПМН е политичката партија со најмногу пратеници, најмногу градоначалници, со председател на државата, и мислам дека логичен след на тие настани беше да председателот Мицкоски, сегашен премиер, повторно ја добие довербата да продолжи да го прави она кое што досега успешно го правеше. Најави председателот Мицкоски и многу кадровски промени, реформи во партијата на сите нивоа, зборуваме и за извршниот комитет и за останатите тела. Не те загрижува, еве ти си председател на УМС, член си на извршниот комитет, овој момент дека ќе има промени? Не ме загрижува, мене ме мотивираат тие моменти, бидејќи знам дека од еден таков процес ние ќе излеземе како подобра партија, како уште подобра партија од она што сме сега на секоја една организација, а особено на една голема организација како ВМРО-ДПМН. Мислам дека освежување од време на време се и tekako добре дојдени. Нормално е да некои луѓе се замориле, нормално е да некои луѓе не одговориле доволно добро на зададената задача и така натаму, и се додека како ВМРО-ДПМН тоа редовно го правиме, се додека како ВМРО-ДПМН имаме сенс или би рекол самочувство дека не секој е совршен и дека на секоја организација од време на време и требаат промени и дека секоја организација треба да се усовршува како времето одминува и дека ниедно усовршување, ниедно реформирање никогаш не е конечно, би рекол дека и до тогаш ВМРО-ДПМН ќе ги задржува овие резултати кои што ги има сега. Во оној момент кога ќе станеме самобендисани и ќе кажеме дека подобри од нас нема и дека вака како што сме поставени сега подобро никогаш не би можело, би рекол дека во тој момент од тогаш па натаму не и се пишува добро на партијата ВМРО-ДПМН. Меѓу другото, една од главните точки која што беше потенцирана од сето ова беше реафирмирањето на партискиот став
околу спорот со Бугарија, повторно кажано едно громогласно не околу примањето на уставните измени како што ги наложи и ги прифати СДСМ. За жал без гаранции не оди работава. Тоа е факт, бидејќи сега го гледаат, знаеш дека поентираат на тоа и денес, иако мислам дека не поентираат, туку напротив дека губат од опозицијата, но повторно еве вие сте како ВМРО ДПМН кочничарите, Македонија стоела во место и така натаму, оние фрази патетични кои што постојано се повторуваат и повторуваат. Да, Конгресот беше и одлична можност да се реафирмира и тој став. Значи, ние како ВМРО ДПМН слепо да влеземе во процесот кој не знаеме каде на крајот нашата држава ќе излезе, не можеме да влегуваме. Нашиот став беше јасен. СДСМ треба да се запрашаат зошто го направија тоа што го направија и сега ја имаме оваа сопка која што ја имаме на патот. Односно, они првенствено не требаше да се договорат на ваква работа кога знаеа дека дома го немаат обезбедено консензусот кој што им е потребен за да изгураат еден ваков процес за државата, но тоа говори за СДСМ. И јас исто така не можам да разберам зошто СДСМ уште настапува со истите тези поради кои завршија каде завршија на оваа политичка сцена, така да ги повторуваш истите тези поради кои изгуби над, би рекол, можеби 300.000 гласови од оние славни времења на СДСМ кога имале четврка напред, можеби на својот број на гласови, да сега имаат единица, мислам дека говори повеќе за нив, а ВМРО ДПМН беше јасно во својот став. Евроинтегративниот процес на Република Македонија мора да биде процес кој што ќе се води врз основа на исполнување на критериумите за членство во Европската Унија. Критериум национално обезличување таму не постои. Ние од процесот на зачленување во Европската Унија сакаме да излеземе како подобра држава, да ги исполниме сите оние критериуми, а не национално да се обезличиме. Впрочем, Македонија покажа многу пати до сега, јас можеби уште не сум бил роден кога Македонија покажувала дека е подготвена на отстапки за тој евроинтегративен процес, но еднаш тие отстапки мора да бидат последни. Не може и одново да се прави отстапка, а процесот да завршува во ќорсокак. Нас последна шанса во ЕУ или последен отворен прозорец не ни е овој. Ние имавме референдумско прашање дали сме за членство во ЕУ и во НАТО, не само во НАТО. Така да треба други да се замислат што прават. Не ние, би рекол дека нашиот став е принципиелен, ние само сакаме да ги исполниме критериумите и на тој начин да влеземе во Европската Унија, а не цело време нашето влегување во Европската Унија да се гледа како процес на национални отстапки или национални обезличувања. Мислиш дека СДС конечно ја сватија приказката дека ја утнаа многу со црвените линии и со она наложување, верували или не ве условија да ги прифатите до февруари 2026 година со 17 пратеника колку што имаат, немаат 18, еден им излезе, така што мислиш дека разбраа приказката дека ја утнаа или бидејќи не стигнаа тие црвени линии, испаднаа фамозни, не дојдоа до собрани? Искрено ми е жал што СДСМ се наоѓа во оваа состојба во која што се наоѓа. Мислам дека на секоја држава и се потребни повеќе силни партии. Тоа е здраво за секоја држава, за секој општество, па така и за Република Македонија. Така да, еве, моја порака до нив или до целата јавност е што побрзо да се, би рекол, совземат, што побрзо да си ги избијат редовите и да станат опозиција онаква каква што секоја држава треба да има. Дека сватиле некаква порака, не мислам, бидејќи они се многу конфузни во пораките. Од обвинување на ВМРО ДПМН дека ја кочи државата и не внесува бугари во устав, стигнуваме до црвени линии кои што на крај не ги видовме, како што и сами како што споменавте самите. Паралелно на тоа, денеска ја брана државата од непостоечки мигранти, видовме, излезе Венко Филипче, па има некоја онлайн петиција и се ова во време кога премиерот, британскиот амбасадор и сите изјавува дека кампови за мигранти овде нема да се градат, така да би рекол дека политичката реторика или политичкиот
дискурс кој што го емитува Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не доликува на политичка партија која што голем дел од нашата државна историја и ги има водено владите, општините, имале председател на држава и слично. Ова доликува на се освен на сериозна политичка партија. Тоа е за СДСМ, но еве за ВМРО. Дали Конгресот имаше една друга улога во однос на зголемување на кохезијата во партијата? Слушнав дека имало многу и така наречени превратници. Имавте многу гости, што е за пофалба меѓу нив, нели, и странци и се, но и луѓе кои што се оттргнаа од партијата, па се вратиле. Дали имаше некоја кохезивна улога овој конгрес, место каде што, нели, токму се работеше на унитарноста на партијата, која што е многу битна и за државата? Па можеби таму тоа дошло до израз. Инаку ВМРО-ДПМН беше и пред обединета партија, кохезиона партија, партија со збиени редови, партија во која што секој зрно е во амбарот, народски кажано, така да мислам дека тој процес само дојде до израз на тој конгрес, бидејќи луѓето можеа да посведочат на можеби ликови кои што не ги гледале многу во партијата, но не е вистина дека тие луѓе не били, не работеле цел овој период во партијата и не помагале, можеби не толку јавно, можеби не со јавни настапи. Секој има право и да одмори од политиката еден ден во животот, односно да му започне еден период кога веќе можеби попозадински ќе дава својата помош. Така да би рекол дека тоа само дојде до израз на овој конгрес и јавноста можеше да го види. Го спомена она што се случуваше денеска во СДСМ, имавме една пресконференција на председателот на партијата, кој што базиран на непроверен новинарски текст од британски медиум, кој што меѓу другото честопати знае така сензационалистички да излезе и најави дека во Македонија ќе доаѓаат мигранти, најави како што кажа онлайн петиција и најави дека ќе се борат, малку не му прилегаше, нели, особено на кого било од СДСМ, не на него, ќе се борат за Македонија без она С кое што самите го наметна и кое што последно време никогаш не го употребува, многу интересно, индикативно, сватија ли повторно нешто, но еве, ќе ни доаѓаат мигранти, ти кажа дека не е така, но еве, Филипче тврди ќе ни доаѓаат мигранти и дека тоа било факт, дека оваа влада се продала за 20 до 200.000, некаде малку шараше со бројките, 1000 евра од човек и тоа било повторно ова е шлаканица по Велика Британија, ова е ругање со Велика Британија, дека тоа е основата на 6 милиарди заемот, дека ние ќе примаме мигранти, а Британија ќе ни дава пари. Малку несериозно за една партија која што се представуваше како државотворна, нели? Еве, јас ќе повторам дека можеби доколку ова го прочитавме на некој Твитер профил со скриено име, можеби немаше да биде толку страшно. Доколку ова го прочитавме од некој неупатен човек кој што се обидува да биде сензационален на некоја социјална мрежа, исто така можеби немаше да биде толку страшно, но кога ова го зборува лидер на опозиција, кога ова го зборува поранешен министер, кога ова го зборува председател на партија која што треба да има интегритет и кредибилитет во јавноста, не случајно реков треба, бидејќи во овој момент таа партија го нема, е многу несериозно и неодговорно. Би рекол и така далеку нема да се стигне. Во моменти кога и британскиот амбасадор и премиерот на државата тоа го изјавуваат, ти упорно, лично и персонално како лидер на опозиција да излегуваш и да држиш вакви пресконференции, да најавуваш онлайн петиции дека ќе се бориш против градењето на мигрантски кампови во Македонија, е исто така крајно несериозно. Ти имаш и бројки, колку имаше на петиција подпишано? Јас последен пат кога проверив имаше 78 луѓе подпишани, што ми е втор момент зошто овие работи се прават паушално, бидејќи некој да беше сериозен, да оваа информација беше релевантна, да оваа информација беше потврдена, они ќе беа свесни дека и тоа ќе 78.000 ќе имаше. Да, дека тоа ќе беа свесни и дека тоа и нормално, дека ќе беше така, ќе добиеше тоа на одзив кај јавноста. Јавноста ќе се сензибилизираше. Доколку ова беше вистина, јас верувам дека СДСМ не е толку наивна, па да не организира потпишувањето да биде со физичко присуство. И фактот дека толку се потрудиле, па јас кога проверив имаше само 78 лица, па барем по нивните групи во партија да го споделеа, верувам дека повеќе
може ги поттикнуваш сега да им подписници, текне, па еве давам некоја идеја, нели, некој совет може би, услуга, да се нашалиме. Да. Но тоа ми говори дополнително за паушалноста и несериозноста во намерата на тоа што се зборува. Што значи дека се светуваме на констатацијата дека СДСМ е политичка партија која што функционира на дневна основа. Јас мислам дека таму се држи еден состанок во 9 часот наутро, се нафрлаат 2-3 идеи како да се изгора денот. Таму план, барем на неделно ниво, не верувам дека се прави, и на дневна основа се смислува некое соопштение, некое лице да се фрлат некои пердови во јавноста, па тоа лице треба да ги собира, да биде некој обвинет, релевантно, нерелевантно тоа не именува на нив, но впрочем они се познати по тоа дека шират лаги и манипулации во јавноста, дека шират паника во јавноста и дека само така и успеваат да се наметнат во политичката јавност како било како фактор, а се тоа во отсуство на конструктивни критики, бидејќи опозиција може да критикува. Ама за да критикува треба да има тимови што ќе ја следат власта. Коректор на власта, коректор на власта е друго. Ама не со лажни вести. Да. Не е коректор на власта, ај ќе се собереме саба или се, што ќе кажеме на јавноста, тоа е криминалец. Да. И после тоа тужба во кузна и кога на судење, од судење во кузна и кога пресуда, тоа лице ќе помине 2,5 години додека објави дека било мета на клевета, но дента они целта си ја завршиле, излегла на вест на тај МК дека нешто некој, не знам каде, направил, не направил, многу непроверено и многу мистично се тоа пренесено во прашални форми и тоа е нивната улога во овој момент. Оно што и најмногу ми пречи на мене како млад човек, што единствената цел на ова работа која што ја прават е да се обидат да прикажат слика дека сите се исти. Бидејќи они во овој момент, во отсуство на идеи, во отсуство на тимови, во отсуство на кадар, во отсуство на обединетост внатре во партијата, немаат друга алатка во своите раце, освен да се обидуваат во јавноста да прикажат дека ете, сите се исти. И во нивно време вестите на тај МК беа преполни со скандали од власта, еве и сега е демек истото. Но народот мислам дека е многу помудар и многу попаметен од тоа. Еве, помина 1,5 година од владата на минатите локални избори, имавме историска победа, што ми говори дека овие работи не им поминуваат и дека се име бадијала и ќе се покаже на крајот на денот дека без суштина политика нема. Со носење политика врз основа на дневни информации и дневни планови за некаков сензационализам, политика не се гради, но таа лекција останува тие да ја научат, а ние да си работиме за граѓаните онака како што знаеме и до сега. Девалвација и релативизација, вела дека тоа се двата главни спорта кои што се практикуваат на Бихачка, нели? Факт е да едното е важните вести со мигрантите, иако имаш деманти од 100 страни, не е битно тоа. Британската амбасада пред 3-4 дена напиша дека се работи за соработка за борба со нелегалната миграција и криминалот кој што го носи. Таа има и task force еден наведено и што е, зошто е дека нема абер од мигранти, но еве продолжуваат со тоа. Процесот на девалвација е ударот врз личности, иако се известила, ако се сеќаваш, и мојата колешка Анастасија Илиевска беше мета на таков напад, како и да го наречам, не ми текнува од оние хипер зборчињата, но еве ја набедала дека е функционерка, го промашија. Тоа беше име на сосема друга личност. Продолжија во таа насока, еве сега со Томовски, со фирмата продолжија со Арсовски, постојано изведуваат нешто, им луѓето излегуваат и кажуваат не е точно ништо, тоа ќе се видиме на суд, но како што кажуваш, они продолжуваат да се држат истата пресконференција, бидејќи целта не е суштинска. Да. Целта не е борба против криминал и корупција. Целта е сензација, оцрнување на некого, па тој нека се правда. Тоа е целта. Да имаше суштина, поинеку ќе звуча тие пресконференции, немаше да звучат на интересно, хумористично, сатирично напишани некакви текстови кои треба да звучат интересно, можеби за око да се прочитаат, но суштина внатре не постои. Ова не е антикорупцијски тим на СДСМ, ова би го нарекол тим за лаги и иновации на СДСМ за создавање на дневни сензации. Ова нема врска со никаков антикорупцијски тим и впрочем,
пред се и над се, они имаат работа внатре во партијата. Они не треба да формираат антикорупцијски тим кој ќе следи било кој друг, освен да се следат внатре во својата партија. Така да предлог до нив, наместо антикорупцијски тим, нека смислат дисциплинска комисија внатре во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку која што дисциплинска комисија ќе се исчистат од криминалците кои што ги имаат во своите редови и на тој начин ќе добијат поголема релевантност во јавноста. Со истите ликови, со истите структури, со истите кадри, поради кои дојдоа, до каде дојдоа, они сега промовираат борба против корупцијата. Корупцијата е кај нив и треба да се ја исчистат од своите редови, за да пробаат да се обидат повторно да бидат релевантен политички субјект. Не е на одмет тој антикорупцијски тим што го направија Сергеј. Може да истражат корупцијата во сопствените редови. Им предлагам да видат кај лидерот приказката со корона вакцините со причината за трети во светот по смртност, нели, со короната, да истражат за јагленот кој што пристигал во Македонија од Грција, горел во Битола, а парите оделе во Бугарија, па таму некој лидер повторно сегашен добива джип од 130.000 евра, па потоа една непостоечка викендичка на Нерези. Многу работи се поврзани. Златна виза од $500.000, исто така мислам дека не се дава туку така. Еве, антикорупцијскиот тим има сериозна работа таму. Таму и Ковачевски со земјиштето за жена му за соларните панели, мешаноста во лотарија на Македонија со Артан Груби. Значи ги има еден куп, оној што им беше на фитер, тој пејачот че го биесот, нели, како се викаше, значи десетина луѓе и во моментов има. На страна оние предмети кои што се стојат во државното обвинителство, односно во јавното обвинителство. Еве, имаат антикорупцијски тим, зошто не си се истражат себе си? Многу е добро кога тоа го правиш во сопствените редови, нели? Како предлог, еве. Точно, може да ги соберат еве сите овие документи и да ги однесат до основното јавно обвинителство, кое што е преполно со нивни и надуи кадри, да ургираат до своите кадри и на тој начин да прикажат на вистина силна и недвосмислена антикорупцијска борба, но прво во своите редови, бидејќи видите вака, после имало апатија во државата. Па како да нема апатија кога политичката сцена не изгледа вака како што не изгледа? Како да нема апатија кога некој со волку скандали позади себе, човек на кој што му изгоре модуларна болница, му изгореа живи 14 луѓе кои што таму беа на лечење, а наместо да бидат лечени живи изгореа. Онкологија е во негово време исто. Онкологија е во негово време и сега партијата одбира кого ќе ставаме за лидер, овој човек, и ќе го представиме како нешто најдобро, ќе го представиме како нешто најчисто и пред се ќе се обидеме да го представиме како ново лице на политичката сцена. Не само тоа лице што не е ново, туку тоа лице има и длабоки багажи кои ги влече позади себе. Багажи за кои треба да има истраги. Багажи за кои еве го повикувам и јас јавното обвинителство да отвори истраги. Така да мислам дека опозицијата во овој момент сериозно придонесува за создавање на апатија и одбивност да се следи политика кај македонскиот народ. Бидејќи нормално и граѓаните да очекуваат и во опозицијата реформи. Сме биле и ние во иста таква ситуација, сме ги направиле потребните реформи. Не било лесно. Не било лесно. Имало 2015-16 година, се избрал нов лидер, партијата прошла низ тешки процеси на внатрешни катарзи и себе прочистување. Но без тоа, како ќе излезеш и ќе бараш доверба повторно од граѓаните со истите луѓе? Под подценување на интелигенцијата е, под подценување и на нивните гласачи и на нивните поддржувачи. И јас ги разбирам нивните поддржувачи зошто им вртат глава. Нормално и логично е. Им ја врегаат интелигенцијата на секој еден од нив. Не може човек кој што повторувал Северна 25 пати на ден и кога имало потреба и кога немал потреба, сега да се представува како патриот. Да се бори за Македонија. И да се бори за Македонија и да собира потписи, ќе ја бранел Македонија од мигранти, црвени линии, тој ќе поднесувал, ќе ја бранел државата од бугарите. Тој што
не однесе во оваа бездна во која што не однесе. Нели е навредливо за тебе како млад човек и како председател на Унијата на млади сили она што се случува во партијата, да ќе речеме се работи за опозиција, за СДСМ, но во моментов тој ист лидер сега во моментот ги гори своите млади. Ова е од младината на СДСМ антикорупцијскиот тим, ги нацрта зад себе и луѓе кои што се неискаљани почетници во политиката, ги фрла во првите борбени редови, буквално заради тоа што се неискаљани, но меѓу другото и ги гори со лагите и глупостите што треба да ги кажуваат. Нели ти наликува ова нешто на нешто што се случуваше во Втората светска војна, кога еден лидер на една земја која што беше најпрвин агресор, како што и СДСМ беше агресор 2016 за Македонија, а сега се на маргините на пропаѓање, така беше и тој лидер на тогашна Германија, се вика Адолф Хитлер, нека се смеат колку сакаат, но тој ги избаци децата во првите борбени редови, младите испогина, затоа што немаше друга опција. Ова за жал, можеби звучи глупаво, но мене ми е баш еден пример како кога некој на залезоте ги фрла во првите борбени редови оние најмладите кои што со тоа ќе се дишат, ама тие старите предпоставувам не ни сакаат да се нафатат со такви глупости кога гледаат дека некој е на заминување. Нели ова подценување на младите луѓе и фрвање во огин непотребно буквално? Многу интересна тема. Јас комплетно разбирам и ми е логично што во Социјалдемократскиот сојуз практично младина и да нема. Тоа се одбрани некои млади луѓе кои што се уште останале во таа партија и логично е да нема млади во таа партија, токму и од оваа причина која што ја споменавте и вие. Значи, да користиш млади деца да застанат позади тебе, додека ти глумиш антикорупционер, а самиот ти имаш коруптивни скандали зад себе, е криење зад честноста на тие млади деца или ќе одговараат пред законот утре за тоа, или користење на честноста на тие млади деца кои што застанале позади него на таа пресконференција. Тие млади деца се претпоставувам политички неискусни, добиле задача во рамки на партијата, застанале на тој прес и така натаму и така натаму. И мислам дека се злоупотребени и искористени. Тоа е една од причините зашто во таа партија нема млади луѓе. Втора причина зашто би рекол во таа партија нема млади луѓе е што таа партија нема цел, нема идеологија, нема порив за борба. Како што рековме, вчера ќе се борам да влезат бугарите побрзо, денес ќе дадам црвени линии, сега ќе бранам Македонија од мигранти, задутре ќе повторувам јас Македонија секој ден на телевизија, а до вчера сум викал северна, таму нема субстанца, таму нема идеологија, таму нема што луѓето да ги обедини. Така да нормално е што таму нема прилив на млади луѓе, нема приказна, нема емоција. За млади луѓе да се приклучат во некоја организација мора да има порив да нешто се направи подобро. Дали е тоа зелена организација, па поривот е почист воздух. Дали е тоа ВМРО ДПМН, каде што поривот беше горда исправена, силна Македонија своја на своето. Дали е тоа можеби некоја организација која што се бори за правата на животните, па поривот е тој. Ваму порив не постои. Порив имаат првите лица во врхушката на СДСМ, поривот е лукративен. Таму нема идеолошки порив. И самиот факт што претходната владеачка гарнитура не ја остава партијата во СДСМ на други, понови, понеиспрљени кадри, говори за моментот дека поривот кај раководството е строго лукративен, дека нема никаква идеологија. Млади луѓе не сакаат таква работа. Млади сакаат да влезат во организација во која што има жар, во која што има идеологија, во која што има борба, порив за подобра Македонија, за подобри институции, за подобра инфраструктура, за подобро образование, за подостоинствено представување на државата во странство и бранење на македонските национални интереси, за држава во која што ќе се почитува семејството како нејзин столб, за држава во која што ќе се
промовира зголемување на наталитетот, за држава во која што ќе се промовираат мерки за дом за млади, каде што ќе му се помага на младиот човек да изгради куќа, дом, семе, овде да му се родат деца во Република Македонија. Затоа унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН е таква каква што е, а затоа другите политички подмладоци се такви какви што се. Мислиш дека ќе ги смират кривичните пријави кои што се најавени од сите оние кои што беа ставени на пресконференциите, а испадна дека реално нема никакви докази за тоа? Мислиш дека ќе се повлечат или ќе продолжат да го прават она што единствено и знаат да го прават? Не верувам. Да. Мислам дека не е дека и до сега нема пресуди. Да. Мислам дека и председателот на партијата има добиено X број на пресуди против Социјалдемократскиот сојуз и подпредседателите и дел од раководството. Јас не паметам дали се да само се извиниле јавно. Не, до сега не. Не паметам искрено. Така да не верувам дека ќе се поправат. Ако им беше план да се поправат, имаа прилика до сега. Така. Имаме уште теми за отворење, ќе зборуваме за анкетната комисија и што се случуваше денеска во собранието, за едно признание на еден јавен обвинител државен на заминување дека не требало да се случи тоа што го направи Елена Пасиев, за многу работи кои што следуваат, став на Попов и за Сергеј Сити, за Сев Сити и за сите работи кои што се поврзани со Македонија, со државата. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е Сергеј Попов. Сергеј, зборувавме за многу работи во првиот дел. Најавивме дека ќе почнеме со анкетната комисија која што е во моментот во собранието. Не знам ни дали е завршена, токму Комисијата за човекови права, која што ја отвори и ја води Димитар Апасиев од Левица, имаше многу замерки на негова адреса дека не е моментот, токму заради тоа што голем дел од работите кои што ќе бидат изнесени таму ќе го руинираат и ќе удрат лошо на самиот судски процес. Зборуваме за докази кои што нема да бидат употребливи. Тој мислам дека се подсмеа на тоа, но дали е така навистина приказката? Зошто не е моментот вистински за една таква расправа? Најпрвин да изразам уште еднаш сочувство до сите загинати од таа трагична несреќа која што се случи во дискотеката Пулс во Кочани. За да расправаме околу некоја правда, ние мораме на таа расправа да ги изнесеме сите факти. Во момент кога се уште траат истраги и судски процеси, во кои што се уште нема завршници и не се споделени сите факти, не можеме тие да ги обелоденуваме или да ги зборуваме, што значи дека до правдата нема и да се стигне. Истото го повтори и јавниот обвинител со свој допис до собранието дека лично тој не може да земе учество од причина што не може слободно да говори, односно не може информациите со кои што располага, ги знае, ги прибавил како докази, не може да ги споделува, бидејќи на тој начин ќе го наруши самиот обвинителско судски процес. Тоа е првата работа. Втората работа е пратеничката Именка Василевска кажа дека тој треба да се иземе од водење на таа комисија од причина што самиот тој има квалификувано обвинителски акти, начин на кој се води истрагата и така натаму, што го прави пристрасен во самиот процес. Тој веќе од старт кажал дека процесот ваков како што се одвива судско-обвинителски, според него е, да речеме, грешен. Тука мене ми се отвара една втора тема и јас во повеќе свој гостување истово сум го зборувал. Мислам дека е многу неодговорно на јавен сервис или на телевизии политичарите да квалификуваат обвинителни акти, судски пресуди и така натаму. И со тоа да ја подриваат довербата во секој можен судски процес, во секоја можна судска одлука и така натаму. Мислам дека не е зрело така паушално веднаш да се споделува обвинителниот акт бил ваков, обвинителниот акт бил не знам каков. Мислам дека како политичари треба да се воздржуваме од тој тип на изјави, исто така како што и еден обвинител не треба да го повикаат македонскиот народ да гласа за некого при некои евентуални избори. Мислам дека секој треба да гледа во својот домен што е негова надлежност и како он може да помогне во процесот, во делот на својата надлежност. Јас тоа е исто како сега да излезам и да
полемизирам дека некој хируршки зафат кој се врши на некој од скопските клиники не се врши доволно добро и може да се врши некако поинаку. И сега ова да го видат стотина илјади македонски граѓани и од утре да немаат доверба во некоја процедура која што се одвива во Скопскиот клинички центар, на пример. Така да мислам дека кога станува збор за волку чувствителни теми, како што е трагедијата во Кочани, треба да се внимава што се зборува во јавноста, да се биде навистина одмерен, да се мери секој збор, бидејќи ситуацијата е многу сериозна, ситуацијата е многу емотивна. Пред се за најдиректно засегнатите во овој процес и мислам дека на таков начин се манипулира пред се и над се со нивните чувства и емоции и на тој начин и тие истите луѓе се на некој начин злоупотребени, па потоа за политички цели на одреден политичар. Зборуваме за јавниот обвинител кој што конечно велат на заминување се реши да каже дека не е во ред ова што го прави Левица, но токму во исто време од владата дојде преку портпаролката Марија Митева соопштението дека е отпочната постапката за негово разрешување. Што значи ова? Од каква е процедурата, каква е? Јасни се процедурите, ќе стигне предлогот до парламентот, потоа ќе влезе во собраниски процедури и ова не е новост. Да. Впрочем, ваква најава имаше и ваков процес требаше да се започне, но истиот беше сторниран поради трагедијата во Кочани. Му беше дадена шанса. И би рекол дека во тој момент и логичен потек беше. Бидејќи во тој момент да се влезе во еден таков процес, мислам дека не му беше на никој близу ни до паметта да го направи во тој момент, кога веднаш требаше да почнат да се обвинуваат луѓе, да се апсат луѓе, да се приведуваат, обвинителството да дава налози за апсење и така натаму. И мислам дека времето созреа, времето дојде и мислам дека е добра одлуката на владата што конечно го откочи тој процес и го даде предлогот. Да. Но ја изигра довербата Косевски. Не зборувам само за Пулс, за сите оние случаи, токму премиерот најави дека над 100 случаи за криминал, корупција на претходната власт стојат во фиоките. Ова е дел од приказката зошто се случи ова со Косевски, кој што меѓу другото беше разрешен од собранието, но тоа не допре до него. Огромен број пратеници, некако како што беше со Заев или Ковачевски 61, па нема 60, па ќе најдеа плюс еден некој ќе киднапира или ќе уценеа. Имавте над 70 пратеници кои што гласаа за тоа, никому ништо не допре тоа до него. Тој си кажа многу патетично изјави: политичарите нека си ја терат политиката, јас ќе си ја вршам мојата работа и ќе ја терам правдата. Малку неодговорно. Па за тоа како се тера правдата говорат и анкетите на јавното мислење кои што велат дека по 2% од граѓаните мислат дека судско-обвинителскиот систем работи врз основа на право и правда, а не врз основа на политички нарачки. И би рекол дека е многу важно да се откочи целиот овој процес, дека многу е важно да се обезбеди во државата еден нормален судско-обвинителски систем, бидејќи во овој момент, според мене, тоа е најголемиот камен на сопнување на нас како држава. Би рекол дека помрднување има во сите сфери на општественото живење, освен, можеби, во тој дел. А тој дел па најмногу ја подрива довербата на граѓаните и на младите во државата. Зошто? Бидејќи правдата е основа на се. Нема човек кој во даден момент не влегува во колизија со било кој друг човек за било која тема. Или во колизија со државата, или во колизија со друга фирма, или му е направена некаква неправда. Во тој момент, кога граѓанинот не може да дојде до таа правда, дали поради тоа што судско-обвинителскиот систем работи страшно споро и за пресуди се чека со години, за да те повикаат на еден обичен распит во обвинителство се чека со години. Луѓето се заморуваат во процесите и правдата им станува недостижна или невозможна. Би рекол дека повеќе од потребно ни е тоа за да ја вратиме довербата во институциите. Треба да осетат граѓаните дека неправди постојат, неправди се случуваат, но тие се решаваат. Нормално е секој да сгреши, да се огреши пред закон во секоја земја во светот. Има и убијци, има и криминалци, финансови криминалци, вакви криминалци, такви криминалци. Важно е да има судско-обвинителски систем кој што нив ќе ги гони и процесуира. Би рекол дека кога ќе видат
младите луѓе во Македонија дека има правда и дека од сторено кривично дело до завршување за решетки не поминуваат по 15 години па застаре делото, па не знам што се случи и заврши обвинетиот на слобода, која ќе вида тоа, би рекол дека навистина многу значително ќе се врати довербата во државата, бидејќи мое размислување е дека младите не ја напуштаат Македонија повеќе, односно најголем дел заради финансиски причини, бидејќи во ова наше денешно време млад човек може многу лесно да се снајди фриленс, да работи онлайн од дома, плюс да доработи уште нешто и да заработи одредена сума за пристоен живот, бегаат од системот. Бегаат од токму ова да не можат да видат правда. Така, недостигот на системот во превод, да. Но дали еве Косевски, како што беше тој минатиот пат кога му беше простено, па не почна разрешувањето, па се разработи силом прилике, да, тогаш беше пулс, еве, сега денеска му мала правна шлаканица на Димитар Апасиев и му кажува дека не треба вака да води процедурата, односно еве повторно се разработи, затоа што се надева можеби дека повторно ќе Куртули, да не речам, да преживее од разрешувањето или па не знам како да го протолкувам. Нема да му дадете втора шанса како партија. Не. Сепак. Она што зборуваше околу враќањето на довербата во системот и дека не се поминува неказниво и дека системот е за сите, е нешто што во кратки зборови е содржината на едно нешто што се случува на македонските улици, се вика Безбеден град. Нешто што, да не се лажеме, ја смени сликата во градот, секојдневно возам по повеќе пати наваму натаму, не се возеше пред само, еве сега е кој 9, пред 10 дена. Во Скопје се дивееше многу, пута 100 повеќе од ова. Дали граѓаните конечно полека сваќаат дека сега под закана од санкциите кои што ќе следат од 1 дали јануари, дали февруари и март нека биде, не е проблемно, сваќаат сега со оние порачања што им стигаат дека прекршиле, дека тоа нема да биде веќе само порака, туку ќе биде казна конкретна, директна, некоја ќе сноси и поинакви последици, не само парична, ќе сноси и забрани, одземање на возачка, одземање имаше во најава и на моторно возило. Сваќаат ли граѓаните дека системот се враќа? Битен момент, мислам дека за целиот систем општо, ова не е само за сообраќајот, туку општо за македонскиот систем кој што беше руиниран не само 7 години, повеќе децении наназад. Па да бидам искрен, јас мислам дека и македонските граѓани и не веруваа до крај дека владата на вистина ќе истрае во намерата да го имплементира овој проект. Мислам дека повеќе си велеа кога имавме поактуелни неколку крвави сообраќајни несреќи, дека си велеа еве сега власта амортизира преку овие најави за ваков проект, но популизам, но на крајот сигурно ќе се повлече и така натаму, но се покажа дека владата нема да се повлече и дека владата е сериозна во своите намери, дека мора луѓето да престанат да ни гинат во секојдневниот сообраќај. Јас лично многу ја поздравувам, мислам, го поздравувам овој проект, иако лично јас не управувам моторно возило, не користам воопшто, но мислам дека сериозно ќе придонесе. Следам и реакции од јавноста, можело до 55, можело до 60, можело да биде не знам како, па дури и некои кои што силно го критикуваат овој проект. Јас ќе ги потсетам македонските граѓани дека секогаш кога патуваме низ Европа, вака се крстиме на системот што го гледаме таму. Дека тука, знаеш ли што ќе ти направат ако не поминеш на пешачки, знаеш ли што ќе ти се случи тука ако возиш можеби возило во алкохолизирана состојба, или знаеш ли што ќе ти направат во Франција ако те фатат брзо како возиш, а дома сакаме и брзо да возиме, и знаци да не почитуваме, и да ја оставиме колата пола сат да завршиме работа до банка. Овде сакаме да ги правиме тие работи, а ја бараме Европа и европскиот систем овде дома. Така да тука би апелирал малку на трпение, малку на самосвест и да се навикнеме дека од Македонија сериозна држава мора да стане, а тоа се прави исклучиво низ вакви чекори. Дали е идеален вака во прва форма, можеби и не, дали можеби нешто во текот на неговата имплементација ќе се менува, ќе се доправа, веројатно и ќе се менува. Прв пат се имплементира ваков проект во нашата држава, така да во ред е и да има некакви доработки, но сума сумарум, мислам дека е сериозен исчекор
Кон тоа барем ете булеварите и однесувањето во сообраќајот, кога ќе дојде еден странец од странство или дипломат или инвеститор и кога ќе прошета низ Скопските улици, да не му делува тоа на една општа хаотична кавга во центарот на градот, каде сите свираат, возат брзо, се претекнуваат на полни ленти, се врти полукружно и така натаму, туку ете да видат еден цивилизиран град, каде што се вози нормално, каде што нема свирење, нема нервоза, би рекол, поминување на црвено, полукружни, што и све да се случува. Интересно кажа, не ви верува за Safe City, тоа е факт, исто како што не ви верува дека нема да ги примите дуи во власта, не ви верува дека нема да ги примените и усвоите уставните измени, не ви верува дека ќе го разрешите и судскиот совет, иако мува не ги лази и такви си се луѓето од судскиот совет за наша жал, но еве, не ви верува за многу работи, еве за крај, сепак конзистентноста се покажа дека, нели? Епак, на крајот на денот, да. Така се враќа до вербата, на крајот на денот, сада само може да продолжи да држи пресконференции, ние ќе продолжиме да го правиме тоа што сме го ветиле пред граѓаните. Затоа политика не се добива, ниту се добила во еден ден, политика се добива со континуитет, со потврдување на своите принципи, потврдување на своите ветувања и истрајување во намерите кои што си им ги представил на граѓаните. Ти благодарам што беше. Благодарам. Не беше чест. И мене. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу. Програми од